Тоа што го кажа, тоа го слушнавте. Дали тоа значи дека сега одговорноста ја прифрла на другите обвинети? Добро, во одреден начин сакаше да префрли одговорност на мојот клиент, дека наводно мојот клиент и подметнал писмено кое што таа го потпишала без да знае за содржината на писменото што потпишува. Тоа во првиот наврат, а во вториот наврат истакна дека откако била уништена документацијата, материјалите, дека повторно кога и била доставена и предочена потврдата за уништените материјали, дека повторно не знае што потпишала, што е нонсенс. Дали може би тоа е клучот дека има подредени закони, не ги слушнахме мотивите, беше прекинато. Дали може би првиот исказ во СЈО е даден под закон? Добро, за исказот во СЈО се произнесовме, судот тоа го прифати како факт. Тој исказ во СЈО не може да се користи во доказна постапка на главна расправа, бидејќи таму имаше својство на сведок, а тука има својство на обвинет, така да судот го прифати тој приговор и со тоа завршивме. Што вика новите документи докази од СЈО да не ги земе? Тоа беше предлог на колегата Петар, затоа што сметаме дека нема никаква поврзаност помеѓу она што сега обвинителството го нуди како доказ, за да докаже дека постои поврзаност и дека овој предмет произлегува од содржината и од нелегалното следење на комуникации, што не е наш став. Ние сметаме дека нема никаква допирна точка уништувањето, односно фалсификувањето на службените исправи со Законот за специјално јавно обвинителство, од каде што ние црпат својата надлежност. Кажете ни, нашиот клиент ве контактира, најавува, ќе се врати, ќе дојде да даде исказ или све ќе иде преку вас? Значи, јас немам никаков контакт од моментот кога е тој недостапен. Полномошното беше издадено од неговиот син, он инсистираше ние да го застапуваме. А ние мислам дека имаме одлична теза која што ќе ја пласираме кога ќе дојде време за тоа, нели во завршни зборови. Сигурни сме и убедени сме дека ќе успееме во нашата теза и ќе докажеме дека обвинетите не се виновни за овој кривичен дел. Дали може би сведоците денес кога сведоча потврдија обвиненијата контра вашите? Не, сведоците само истакнаа факт кој што е ноторен, а тоа дека присуствувале, односно дел од нив го организирале уништувањето на тие материјали, меѓутоа тоа било во склад со процедурите што ги налага законот, односно подзаконските акти кои што ја третираат таа материја. Ќе се обратите до УПК за декласификација на доказите? Молам, извинете? До УПК ќе се обратите за декласификација на доказите, кои видите? Видете, ќе побараме од судот, бидејќи има таква одредба, нели ни го дозволува Законот за кривична постапка, тој ексклузивитет да кажам, да побараме да ни се достават и оригинали и да се декласифицираат, бидејќи иако зборувавме за еднаквост на оружје, или ние не сме еднакви во оружјата. Тоа ќе го направи судот по службена должност во интерес на утврдување на правилна фактичка состојба, правилно утврдување на што е доказ, што не е доказ, се во интерес на вистината.